На денешен ден, 15 април, во 1452 година во Винчи кај Емполи во Тоскана е роден Леонардо да Винчи, познат италијански сликар, скулптор, архитект, пронаоѓач, научник и мислител. Тој е еден од најзначајните умови на Ренесансата, соединувајќи го средовековното енциклопедиско знаење со екзактниот модерен метод на забележување. Тој наслика релативно мал број слики, од кои најпознати се Богородица во пештера, Света Ана, Тајната вечера и Мона Лиза, слика поради која стана медиумски јунак на модерното време. Да Винчи многу се интересираше за природните науки, физика, астрономија и хемија. Умре на 2 мај во 1519 година. Во 1765 година во Санкт Петербург умре Михаил Василевич Ломоносов, руски научник, писател, академик и енциклопедист од светска класа. Значајни се неговите откритија од областа на физиката и хемијата. Тој го формулира законот за неунишливоста на материјата, ја објасни појавата на согорување и создавање научна теорија за светлината. Се занимаваше и со лингвистика и е создавач на првата руска граматика. Во 1865 година умре американскиот државник Абрахам Линколн, ден по атентатот во Вашингтонскиот театар Форд театар, каде што на него пукаше еден од приврзаниците на поразените држави на Конфедерацијата во туку-што завршената американска граѓанска војна. Пред изборот за председател на САД во 1860 година, Линколн беше земјоделец, дрвосечач, управник на пошта, адвокат и конгресмен. Во 1912 година на првото патување од Велика Британија во САД, најголемиот и најлуксузниот патнички брод Титаник со голема брзина налета на леден брег во Атлантикот. Бродот потона за само 2 часа и 20 минути. Од 2224 патници и членови на екипажот загинаа 1523. Во 1923 година инсулинот кој го откри канадскиот лекар Фредрик Бантинг им стана достапен на пациентите заболени од дотогаш неизлечивата шеќерна болест. Во 1952 година Њујоршката Франклин банка стана прва банка која издаде кредитна картичка. Во 1968 година двата советски сателити Космос 212 и Космос 213 без човечки екипаж се споја во орбитата околу Земјата. Во 1989 година, при уривање на трибината на фудбалскиот стадион Хилсбороу во англискиот град Шефилд загинаа 108 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Несреќата се случи бидејќи на веќе преполниот стадион беа пуштени нови 1000 навивачи. Во 1990 година во Њујорк умре Грета Гарбо, шведска актерка, една од најголемите легенди на Холивуд. Таа глумеше во филмовите Бакнеш, Матахари, Ана Кристи, Кралицата Кристина, Дамата со камелии, Марија Валевска и други. Родена е во 1905 година.
Во 1992 година во касарните на во Скопје, Битола, Штип и Охрид пристигнаа првите регрути од регуларниот состав на армијата на Република Македонија.